Во какво време живееме? Во лудо, незаборавно, идиотско. Значи, ние сме, комотно можам да речам, друштво со пречки во развој. Поминавме низ фазата на заробена држава, хибриден режим, дали сега на патот кон ЕУ ќе се соочиме со квалификација на изолирана земја? Па го слушам тој наратив од страна на опозицијата, која што 7 години ништо не направи во поглед на интеграцијата на Македонија во Европската Унија, напротив не скара со соседите со кои што претходно имавме добри меѓусоседски односи. Се уште не. Мислам дека Европската Унија и генерално нашите западни партнери ќе имаат уште малку трпение со нас. Значи, Македонија е излагана од Европа. Нема исклучувањето, односно овој декаплинг, како тоа популарно се нарекува, раздвојување на Македонија од Албанија да создаде меѓуетнички тензии веднаш. Може би по повлекувањето на Радев, кој беше од најрадикалните антимакедонски играчи во изминатиот период, може би малку да се сменат работите. Секој пат кога сме удирале во зид во меѓународната политика, внатрешната политичка ентропија ни се менувала на полошо. И тоа е оно што мене многу ме плаши. Тука во МРДПМН и Мицковски имаат огромна одговорност, се разбери неговиот тим, да не дозволат да западнат во исто она во кој западна Груевски, нели? Како да се заштитиме и што правите да се заштитиме од хакерските напади? За жал Македонија е единствената држава од поширокиот регион кој што нема закон за заштита на информацијските системи. Следете во новото издание на Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.